Здраво другари, здраво другарки. Баш денеска ќе збориме што се дешава со Израел, со Иран, со Америка. Што правиме со нашето портфолио? Со нашето портфолио лудница денеска. Ама прво да видиме, ова се најнови вести пред 22 минути. Суприм лидер го утепале на Иран, демек. Од нападите на Израел и Америка и го нашле во рушевини. Ја тоа не верувам дека го нашле во рушевини. Ама све е могуче. Све е могуче, тоа се ненормални стоки. Особено Израел. Америка не можам да ги нападнам, затоа што Америка се под директна контрола на Израел, што да кажам. Мислам, оно што го гледав, значи денеска катастрофа. Баш ова вика, Supreme Leader, Compound Hit, Antenna, Iran's Strikes. Што да кажам. Значи, ова го фукна и последни вести. Гледате, Иран Supreme Leader Ali Khamenei presumed dead after US-Israel strikes, source say. Сорсот е Натањаху. Тој да може сите да ги види мртви најубаво. Значи, кој стоки. Немам зборови. Значи, ова катастрофа, ама договорена работа. Дека ова не беше договорено, немаше да биде само со ракети пуштање, немаше биде, ќе беше со нуклеарки тука и пола земја ги ја снемаше. Netanyahu says growing signs Iran Supreme Leader Khamenei is gone after US-Israel attacks. Значи, овој сакам да го нема од светов. Ова говедо. Ама не е само ова говедо, ќе ставам место него друго говедо. Не знам што да кажам. Ама нема така да се ослободат од Иран. Ова е полудоговорено. Може и целосно да е договорено. Мислам, претпоставувам дека е целосно договорено, затоа што, како што кажав, ќе имаше нуклеарки, фрлања, све и свашта ќе имаш. Значи, ова е полунаместена работа. Баш тоа гледав што се дешава. Али ќе објаснам после со портфолиото, после некој сакал да продае, па да купи по ова, пона. Луѓе, значи ова е лудница, боли у ваква ситуација да не пипкаш, што само купуваш ако падне. Ќе објаснам после и зошто. И ово исто читав нешто. Anthropic boss rejects Pentagon demand to drop AI safeguards. Што сакат они од Пентагон? Значи од AI фирми што сакат? Значи они сакаат да земат и да употребат AI за потребите при војни, при не знам што, при опиона, да употребат AI, значи вештачка интелигенција. Сега Anthropic е една од фирмите и сега Anthropic ги одбиле, ради тоа што баш нешто пребарав, затоа што не можев точно да најдам. Они што барале, значи да можат као без пречки да користат AI, за што сака, за како сака, значи све според закони, нели? Секогаш Америка е според закони, ние според законите ќе го користиме. И уствари овие им нацртале црвени линии и вика не може за глобално следење на американскиот народ, нели онај како камери, мамери за препознавање за такви, вика не може за тоа се користи и не може вика се користи за автономно оружје. Значи како AI да може да управува со роботи кои ќе убиваат. Вика за тоа не може и овие ги одбија, па не можело, па они шом тоа го ограничувале, можело, значи понатака прижата е, не знам што да кажам. И после тоа само што се одби, вика OpenAI. Ова OpenAI е ChatGPT. Со оној полуретардираниот, како се викаше тој газдата на OpenAI. И тој сега вика Пентагон, значи со OpenAI. Што значи тоа? Значи масовно следење, значи по фаца препознавање, па не знам си е фрлил цигарата во пикавецот, си го фрлил, па казна ќе да стигне. Значи они сега со OpenAI, ова ќе си го направат, па понатака и роботи со AI. Значи све. Они си идат по планот.
Сидат по планот. Одлично. Одлично. И што и кај нас, тоа, не знам дали знаете, ама и кај нас ќе се градат центри за вештачка интелигенција. Браво, мислам, ние треба први да бидеме у све. Ама народов толку му текна. Значи, ајбе, таа вештачка интелигенција кај нас ќе успее. Народот па кај нас спијат у чавките. Не знам што да кажам. Пентагон со OpenAI. Имаше баш тука гледав зашто. Не сакам, мислам глупост ова нешто објасно. Ја видов зашто. Ако затоа што нема да им дадат целосна контрола на АИ-то, нормално Трамчо и Америка мора да имаат целосна контрола, оние да сакаат да прават што сакаат. Луда работа. Луда работа. Сега да видиме ова со крипто што се дешава. Малце техничка анализа. Гледате овие две линии што ги повлеков, значи очигледно уште сме во реална формација на Daily. Денеска падот беше, гледате тука негде околу 63.000. Беше падот, па сега се крева нагоре. Ќе објаснам после зашто и не треба да се игра. Ќе покажам и ликвидациите колкави се. И зашто има толкави ликвидации. Гледате, сега е во зелено, имаше напад, беше у црвено, па сега е во зелено. Луда работа. Значи, кој, мислам дека ова ќе го претпостави, нема шанси тоа, ни Wall Street. Wall Street само може. Ни Wall Street, мислам. Само Wall Street може. Да го видиме на weekly нема некоја кузна колкава промена. Само да намалам. Гледате, на weekly е, тоа е. Тука сме до 200 average и тоа е тоа. На daily поише ме интересираше. Како и да е, гледате на daily сме во оваа триална формација. Следното е 63 ако паднеме, мада се враќаме денеска очигледно и сега може и да е договорена таа работа, нели, со овој демек е мртов, па да го сменат, па не знам што. Не верувам дека така некој лидер на една ултра јака држава, дека може така да умре, ама окей. Тоа е само моје мислење, ќе видиме понатака. Што ви кажам, само да ги прикажам ликвидациите. Ликвидациите, гледате, 239 милиони шорт, 276 милиони лонг. И вие ќе го, значи народот кој ми кажа, особено трейдерите, слушај, ја можам да го темпирам маркетот. Темпирај денеска, брат. Денеска ќе направише нагоре, надоле, денеска ќе направише 200%. Ако знаеш толку го темпираш маркетот. Не се темпира маркет, значи маркет не може да се темпира. Сега ги покажам и зашто, сега ги опуштам пример на ајде видам на 10 минути. На 10 минути видиме што се деша. Гледате го ова. На 10 минути. Ќе го темпирате вие ваков маркет? Дали ќе го темпирате ваков маркетот? Нема шанси. Ова е тука нападот, па после имате нагоре, па пак имате надоле, па нагоре, па пак нагоре, надоле, па сега нагоре и гледате како оди маркетов. Ова е лудница. Да го видиме на 5 минути. Гледате што се деша. Да го видиме на пола сат. На пола сат уште боле. Значи, маркетов ќе се темпира. Какво темпирање, бе, луѓе? Гледате, ова еднаш пат, па има малце нагоре, па пак надоле, па сега нагоре, па сега пак надоле. И ово може да се темпира. И затоа после ликвидации шорт и лонг. Па нормално. Не се знаеш што прават. Катастрофа. Јас се вратам на дели, мене дели ме интересира. Не ме интересира мене трейдање. Само си го сочувам. И да видиме понатака. Со Ада. Гледате Ада што се деша. На weekly. Догоре, па сега доле. Лудница. Овдека имаме некој као резистанс левел. И не знам више како да наречам. Ова и резистанс и сапорт. Гледате, 0.27.8. Па мислам дека вчера беше во оваа цена. На колку има затворено? 0.27.4 затворено.
Дури поголема цена од вчера, денеска има напад. Че ова е лудница. Ајде на Дели баш да го видиме. Гледате на Дели. Дели да доле отишло, значи до овој сапорт 0.26.2, малце го пробило и сега враќа. Сега вратило до горе, па сега надоле. Лудница. Ова е лудило. 0.27.7. Ајде баш да го видиме на 1 hour што се дешава. Одлично за ликвидација. Значи ово ваму, бам, бам, нагоре па надоле. Значи одлично за ликвидација, за лонг и за шорт. Ваква нестабилност. Ево на hourly се држиме на овој сапорт. А вамо ни е резистанс, затоа и не успеало да пробие. Гледате 0.28.1, 0.28.2. Значи тука е резистанс. Значи ова е. Јас се надевам дека нема да има кој знае што, дека нема пуштат некоја нуклеарка. Мислам реално, да бидеме реални, сакам тој Израел да го нема. Ама нема да го снема. Тие контролираат со финансиите светот, така да тоа тешко да го снема. Нема шанси. Мислам, што да кажам. Значи ако нема некоја нуклеарка, не би требало да се вратиме на 0.27.4. Мислам на hourly, ако задржиме ваму, ако нема некоја ескалација, би требало да се држиме околу оваа цена некај. Ама гледате, на hourly паѓање 0.26.2. Значи следниот сапорт ќе го ставиме ваму. Ево вака нека стои. Следниот сапорт. На дели него да гледаме, на hourly тоа е малце нестабилно. Значи на дели ако гледаме 0.27.4, што кажав, 0.27.1 и доле на 0.26.2. Значи тоа е. Ова тука можеме да го избришеме. Што сум го направил, може сега нова линија повлечам. Ова не ни треба, ова не ни треба, ова исто така не ни треба на дели. Ова може нека стои ваму. Само да видам дали имаме некоја триална формација, само тоа само видам. Ајде баш ќе одбереме од ваму. Да видиме. Ево вака ќе оставам две линии. Една и од овдека може триална формација вама се појави. Тоест мене ми е малце подоле дори. Мислам дека има некоја триална формација вака. Што се дешава? Добро, оваа ќе следиме триална формација, видиме дали може да излеземе брзо, затоа што тука ни негде како сапорт ни излага доле. Ајде видиме со нашиот Етериум што се дешава. Гледате, во црвено. Ама, ова што видиме повлечено тука, ние како сапорт. Значи, ова ние на weekly. На weekly, али и ова исто така линија не е сапорт. Гледате, не паднало под оваа линија нема паднато. Тоа е добро, затоа што следното ни е на 1386. Цена лудница. Само да видиме на дели што се дешава со Ethereum. Гледате. Според Fibonacci retracement што сум направил, на оваа линија тука се држиме. На оваа линија ваму. Јас сум направил и на 1760 исто биде. Гледате, а дели иде сега нагоре. У ден на напади, на убивање, на ово, маркетот иде нагоре. Лудница. И некој ќе каже после, слушај, јас знам да го темпирам маркетот. Само ќотер за такви. Ајде, ваму една линија ќе ставиме. Би требало не падне под оваа. Да видиме дали нема паднеме. Имаше негде прочита, вика, слушај, Трамчо вика намерно, вика темпира сабота недела, нели? Мислам тоа го гледаме сите дека темпира сабота недела, вика ради маркетот, вика не паѓа.
А криптомаркетот, бе? Го заборавате вие, они, кој да не постои криптомаркетот. Вика за маркетот да не паѓа. Па нашиот маркет денеска се утепа од паѓање и од крвање. На Ethereum ми беше последно, али гледате, значи ваму 240 милиони, 276 милиони. Салата прави. Салата денеска. И пак не го темпераат маркетот, пак не се заебаваат. Што сега не го прават? Имаш уште едни добри вести што сега ги видиме. Ова беше јако. Вика, со Anthropic, значи фирма, нели, што одби Америка сега, демек, они биле национална против национална безбедност, значи тоа не требало да се користи сега нигде, а оваа фирма била најкористена во Америка. И видете што откриле. Значи со оваа некоја организација. LLM pipelines can unmask anonymity. Значи анонимно, замисли, со псевдоним да си, да криеш IP адреса, да не знам што. Значи они билдаат, дека го читам малце подетално ова, билдаат уствари цела личност позади, нели, тоа ти што го правиш и на крај те открива кој си уствари во реалниот живот. Значи ова да се наежиш, а и тоа колку е моќно. И ова, замислете, ова е, значи, јавно достапно, дека они може да билдаат според такви pipelines, не знам, да те дознаат кој си, како си. И тоа, замислете, негде читав таму, дека анализирале постови, значи според локација, според што работиш, значи според специфично пишување. Замисли што правеле. Значи со AI, сега, кој ќе ми каже некој, не, вика, јас се кријам, јас слушај, јас користам, брат, VPN-че и немам гајле, вика, позади интернет толку. Дечко, ако ти мислиш дека така да се скриеш, што да кажам. Плюс имаш едно ново, дека претходно, кога користиш такво VPN, и немале логови. И после тоа не знам што се десило, имало нека заебанција, отишле од CIA или од FBI, не знам од кој, отишле бара логови и им кажале дека нема. Нема логови, а со закон мора да има логови, чао пријатно. Значи, ако сега да те дознава 100%. Што ми има логови. Луда работа. Еве исто ова, нешто го отварав, ама не може да го отварам, гледате, нешто sign in ми бараат, не планирам сигурно да се sign in направам за ова. Мислам, си имам логирано на LinkedIn, ама не знам зашто. Не ви дава нешто го прочитам, сакав да прочитам поише, ама после најдов некои други постови. Ово исто го прочитав, MetaMask, ќе имале мастер картица, која ќе била во US, па нормално нема биде во Македонија. Во Македонија ние имаме најскапаните картици. Знам кој ми кажа, слушај, ми кажа некој дечко, вика, слушај, брат, земи трасти картица, брат, врфе од банкомати, вадиш топ, плаќаш, немаш гајле. Провизија 5 или 6%. Што е тоа, бе, провизија 5 или 6%? 5 или 6% ја да пазарувам. Не дојде у обзир. Не дојде у обзир. Значи, трасти тоа, катастрофа. Едино, мислам дека ја го извадив во евра. Мислам дека така беше, треба проверам, мислам дека ми беше во евра, па она прави после конвертирање во долари, па во долари плаки, jer тоа некои големи провизии. Треба да земам и другата картица, ама имаше проблем. Таму нема доволно картици. Тие па 100 пластики зеле и ќе продаваме ние картици. И им снемало. И сега MetaMask ке ваделе. Па дајте за Македонија нешто, да можеме и ние да вадиме од банкомати. Шо е ова? Сите картици извани не у Македонија ништо. Ама тоа е кога немаме регулатива. Се надевам дека кој ќе прават регулатива ќе не викнат мене и Даниела, не да викнат некој смотан тука да направи регулатива со забрана, дека нели нашиве само со забрана функционираат. Ова беше исто најако. Вика, Jane Street accused of insider trading that helped collapse Terraform. Демек Terra Luna, сега Jane Street правеле internal trading, не знам што, insider trading. Брат, insider trading у Америка
Значи секој втор прави што е таму по Сенатот, по House of Representatives, по све и свашта, сите прават. Особено Ненси Пелоси. Ненси Пелоси најпозната за инсайдер трейдинг и сега знаете Terraform. Кој Terraform, брат? Тие не знаеле да се ја набилдаат платформата, ги направиле таму овој собра парите, 2 милиарди, кои наместија намер да се затвори да си земе парите, па сега кога го фатија, сега ќе наоѓаме. И најсмешно ми беше, откога објавија овие Jane Street дека правеле, ете, инсайдер тренинг, не знам што правеле, и објавија после тоа, слушајте, да, Трамчо излезе, да вика, мора да се направи закон, вика, да не сме тоа инсайдер трейдинг. Ало бе, дечко, твои луѓе, синовите негови тредат, според он како изјавува изјави, и он ќе кажува, вика, дали да немало, вика, инсайдер трейдинг. Не знам што да кажам, ова луда работа. Луда работа. А ето е, дечки, со маркетот денеска се утепа од манипулирање, дека многу сака да го шортат надоле, па слободно нека го шортат во иднина и ќе биде топ, само ќе ги ликвидират понатаму. Тоа е тоа. Друго, немам што да кажам. Значи, мислам дека е реално ова целово со Иран дека е контролирано. Дека ако не беше контролирано, многу тешко му се пишуваше на светот. Тоа е тоа, дечки. Да имате убава вечер или убав ден, зависно кога го гледате видео. Поздрав!